Седмиот Битолино почна вчера со премиерна изведба на театар Бабец на представата Јованче и Марика и првата самостојна изложба на Симона Кочов на фотографии. Организаторите јавно се извинија на оние кои вчера не успеа да ја проследат представата заради неможноста од просторни капацитети и ветија од септември неколку прикажувања на истата. За прв пат на Битолино имаме театарска група детска театарска група која што гостува на фестивалот со нивната представа Крушата рагаца. Станува збор за театарската школа на Маријан Бачев и Аркадија Fusion Art. Сакам да изразам голема благодарност бидејќи патувањето со деца е едно големо доживување, една голема одговорност и сакам да ти благодарам лично за цела храброст што успеа дојде, што сите сте живи и здрави, што вечерва ќе уживаме во вашата представа. Многу сме щастливи че сме тук. Многу сме среќни што сме тука, бидејќи нашата театарска група е стара 2 години и ова е наш прв меѓународен фестивал. Исклучително многу сакам да му се заблагодарам на Васко на поканата. Тоа е голема чест за нас, бидејќи да се појавам на меѓународен терен е големо задоволство. Уште повеќе што организацијата е совршена, што ни за момент не почувствувавме некаков некомодитет. Фестивалот годинава е со нов концепт, односно узурпираниот детски простор од страна на возрастните сега е отстапен и денеска се организираше работилница на тема сценски движења, а вечерва The Untouchable ќе настапат во рамки на Битолино на вториот ден. Хвала на томе што фестивалот одолева. Благодарам за тоа што фестивалот им одолева на сите случувања и многу е важно што и годинава фестивалот се одржа, бидејќи прекинувањето на еден ваков фестивал ќе доведе до несонување на соништа и несонување на собствен сон. Пред 3 години кога бев овде како актер и настапив на оваа сцена, ми се случи една од најголемите магии. Се заљубив во Битола и мило ми е што се враќам кога ме поканија во својство на предавач. Прифатив со задоволство и одложив некои своји работи во Белград и дојдов, бидејќи знам колку е ова важно и бидејќи колку овие луѓе се борат децата да добијат еден квалитетен програм и децата да го добијат она што им припаѓа. Битолино завршува утре со работилница по пантомима и изведба на представата Фантазија и мимика на театар Нина од Србија, а за затворањето ќе биде изведена Снежана и 7 џуџиња од театар Бабец.